Добър ден, почитувани любители на борињето. Времето не е добро. Сакаа да одам на кај пчелите да собирам водата од борињата, врнеше на кеска, ама бидејќи сега врне, нема што да правам, у градо не може да идам. Затворено е се, недела, викенд, трткам се тука и не знам што да правам. И се симна доле у мојата соба да направам едно видео, да раскажам една случка, вистината случка, од почетокот на една изваредна генерација на Балканец која идеше и која најавуваше големи успеси за Балканец и за штипското борење. Тука имам грешка мала што која истражуваа у градската библиотека, не ги спазуваа доле датите, да знам која дата се е дешавало тоа, ама се е искуството. Сега да сум другојаче би работил, ама сега неколку пати тражи да идам да продужам од сега помладото време, од тие по-скорашното време да тражам некои работи. Погодија се некои директорчиња таму што ги стават за лутани у библиотеката, работа у библиотеката, што уопште не разбираа што е тоа, како е тоа, што е едноставно одбива, не дозволуваа таму, тражеа нешто што нема врска тоа и они самите не знаат што тражат. А ја и кажејам дека сум 25 години на работа во таа струка архиварското, депо истражување на стари документи и важноста и трајноста на тие документи, дека тие не смеат да бидат уништени, не смее никој да ги уништи, тоа е историјата на една фирма, на градо. Библиотеката е уствари историјата на градот, таму може да се најде се пред 50-60 години и од политиката, и од спортот, и од работата, и од важни личности на градот кои се придонеле. Се што треба у Штип да се пронајде, таму е во библиотеката и таму се чува тоа. Треба да се чува како што викат старите, очите у главата. А јас таму кој истражуваа, најдуваа на некој, на место да земе да го слика листом, го скинал. И оде доле кај директорката. Охридија беше директорка, викам директорки, гледај што прават нашите луѓе. Мрзе го да земе да слика страната, земал скинал ја. Со тоа он завршил за него мала работа, а за градо направил голема штета. На историја уништил нешто од историјата. Сега ќе се задржам денеска посебно на една случка која се случува. Мислам дека кажа дека датите не ги запазуваа да ги имам у документите. Не можам точно годината да ја кажам, али тука е 70-те години, која настанува 70, не знам која, 70 и некоја, која доваѓаше у Балканец една изваредна генерација на борачи. Тоа се вика, иницијатор за тоа се што се дешаваше беше Добре Маринков. Он не собираше кај него, главата ни ја пунеше со тоа што дека ние сме една изваредна школована генерација, треба да бидеме светски, европски, големи борачи, ама тренерот не ни е за такви резултати, а тренер ни беше Томе Атанасов и направиме една петиција до управата на Балканец и тражиме промена на тренерот Томе Атанасов. Он да се отиде, а на негово место да дојде Добре Маринков. У таа група бееме Гоце Влахов, Венцо Шоров, Кирчо Стојанов, Данчо Стојанов, Киро Ристов, Санде Коцев, другите не можам да ги видам кои се, не можам да ги познавам, стара е сликата.
ама важно бееме надежта на Балканец у тоа време и направиме петиција со бојкот дека нема да настапуваме за клубо додека не се реше оваа наше барање, тоест да дојде до промена во клубо на местото на Томе Атанасов, тренер да биде Добре Маринков. Управата на Балканец земаа тоа, разгледаа го, сослушаа го и видоа дека играта која е, дека тука сака целата борба е за Добре Маринков, он да биде тренер на Балканец, а он беше тогај технички тамо, шо знам, нешто имаше исто голема улога у борењето, ама не беше тренер. И управата разгледува тоа и донесува одлука. Вика за недисциплинираните остри казни. У весникот пишуваше Стојан Хаџијанев, еден извареден новинар кој ги обширно ги офаќаше работите, објективно, не пристрасно за некој да го велича, он ги кажуваше работите со правата вистина што се. И он пишува дека борачите на Балканец, тие што ги напомна Преска, се казнити за настап за Балканец на сите правенства, година дена суспензија. Година дена суспендирани, да немат право никаде да настапат. Сеќавам се, ние тогај идееме земе ми се торбиците, идеме у противпожарниот дом, на скалите пречекане Чичкотоме, Баткотоме. Каде бе вие? На тренинг. Бе, каков тренинг по една клоцу газу и спудено тамо? Немаме. Сето таа екипа што ви ја наброи Преска. Е тука Киро Ристов, он учеше у Скопје, таму у скопските клубови си тренираше и он не изгуби, он настапуваше и за други клубови и за тоа, али у формата си остана, а ние година дена, тоа е многу пауза, година дена е за еден спортиста. Добре, Маринката уди у Радовиш, тренер да биде, сеќавам се баш, кога беше у Радовиш, толку се радуваше ако изгубе борач на Балканец, од Радовиш рипаше, сеќавам се у една прилика, дуре зема едно шише, вика, бе, ја кидам глава дека му скапам, види го ве за Балканец, вчера леп јадел тука од Балканец, сега се радува Балканец ако изгубе борач, многу му беше леп Дурката Рифов, Бог да го прости починатија. Тука ги чека да ви ги прочитам кои се суспендирани. Значи тоа се Киро Ристов, Санде Коцев, Гоце Влахов, Дурак Арифов, за отстраните 10 борачи немат право да настапуваат у Балканец. Значи, прочна Балканец со втора, трета екипа одеше. Балканец е Балканец, он имаше имаше состав да се носе со тие прв, не да биде, ама втор, трет можеше да видат и Балканец е, бред Балканец институција, ќе каже, драги Герасимов Пушката, мој голем пријател, сега не е добар со здравјето, нетној да се видиме се, изгушкаме се, оде на зрачење у тамо онкологија, дека имаше удар, имаше малку фанати раци, нози, ама боре се со живото и он е борец. Ке му даде Господ поарно. Сега, кога завршува година дена, виде дека и за Балканец не е добро ни за борачите, самите тие надежни борачи. Што се докажа дека тие беа после носители, а Томе Коцев, он балансираше и со тие, и он остана таму клубодиш. На состанок
виде Балканец дека не биват тие работи со казни и со отстрнување на борачите, свикува состанок на извршниот одбор на Балканец и донесува одлука у која Стојан Хаџијанов ќе каже: казнетите борачи помилувани. Со тоа што Томе Атанасов се назначува за технички раководител на екипата, а за тренер се поставува Добре Маринков. Тука почињаме да работиме, ама не испадна тоа што требаше да биде. Добре, малку демагошки постапува, замислува нешто, а кога дое на власт друго работи и друго збори, друго кажува. И значи таа екипа почињаме да доваѓаме, ама више гледа се дека имаме последици од една годишната пауза. Тука ќе пише вака Стојан Хаџијанов. Вика Киро Ристов направи повеќе неспортски испади и го уценуваше клубо заради што му е изречена и оваа казна. Со укор се казнуват Драги Панов, Данчо Стојанов, за последна опомена се казнити Санде и Томе Коцеви, Столе Ристов и Гоце Влахов. Значи ни дават казни, опоменуват не да си седеме мирни на газот, да не правиме проблеми, ути може да не нема од клубот, да не пуштат. Тоа беше тога и кај управата авторитет, и они го гледаа него, они се што требе, се на него му веруваа. Имаше успеси, тука нема шо. И сакам да кажам дека тука нашата кариера на таа млада генерација борачи на Балканец дојде до пат, што после тешко се враќаше назад една година. Еден спортист што е у подем, што работе, што тренира, ние тренираме, нон-стоп тренираме ние. Ние бееме толку занесени, оставиме и школи, оставиме и се, сакаме борачи да бидеме. Послето, јас конкретно за мене ќе кажам, после на постари години уче и завршува школи, кога ви додека не е тоа, јас што го замислам, дека у спортот не е се, дека да си добар, треба да знаеш и политика да водиш, треба да знаеш и да се умилкуваш, треба да знаеш и да тапкаш по рамо, треба да знаеш и да викаш батко, да ако можеш нешто да помогнеш, да направиш за тие што се факторите кои ќе дојдат, ти однесеш столче да седнат, да имат за тебе, а дека ние бееме оваа една генерација, ние како управата си постоеш, ама ние сметаме дека управата е поставена ради борачите, ради спортистите, не спортистите, ради управата, и сега ние имаше такви меѓу нас и кои после останаа и не само што останаа да бидат у клубот, него не беа никакви борачи, ама догораа до големо со тие подмилкување со тие работи. Тоа е што сакам да кажам за таа ситуација у Балканец, у која се со суспензијата назад врна една изваредна генерација на Балканец. Треба уште нешто да кажам, ама не можам конкретно, не сум правил концепт што да кажувам, во кажувам оно што го осеќам и што го гледам тука од воа. Не можам да прочитам се што е пишано, затоа што многу е ситно, не можам да гледам. Треба да идам да ги умножам на формат А4 и да можам да прочитам се што е пишувано. Тука има дискусии, кој што е зборил, кој што е правил, ама за друг пат. Ајде, пријатно.